Сојузот на синдикатите на Македонија денеска ја одржа првата блокада пред собранието, која започна во 9 часот утрово, упатувајќи критики до претениците поради, како што велат, нивната неажурност во решавањето на најважното прашање за работниците, зголемување на минималната плата на 600 евра и линеарно зголемување на останатите плати за 6000 денари. Блокадата се одвиваше на улиците 11 октомври и Даме Груев, со што беше оневозможен пристапот на претениците со службени и приватни возила до паркингот на Законодавниот дом. Од синдикатот велат дека целта на ваквиот чекор е претениците тој ден да не можат да наплатат патни трошоци. Дел од претениците во собранието пристигнале пред почетокот на блокадата, што председателот на ССМ Слободан Трендафилов го оцени како срамен чин, посочувајќи дека претениците немаат храброст директно да се соочат со работниците. Од ССМ најавија дека блокадите ќе продолжат и во наредниот период. Веќе в четврток е најавена блокада пред зградата на Стопанската комора. Доколку барањата не бидат исполнети, на 17 февруари ќе следува и блокада пред зградата на владата. Синдикатот побара од претениците и владата во најкраток можен рок да ги исполнат нивните барања. Во спротивно, како што најавија, протестите ќе се интензивираат. Владата на денешната седница на предлог на Министерството за правда го утврди предлог законот за Советот на јавни обвинители, со кој, како што информираат, се прави значаен чекор кон зајакнување на независноста, отчетноста и транспарентноста на јавно-обвинителскиот систем. Со предлог законот се предвидува детално уредување на постапката за разрешување на председателот и заменик председателот на Советот, која ќе може да се покрене врз основа на образложено барање од најмалку 4 члена на Советот. Дополнително се засилува улогата на Советот во постапките за избори, разрешување на јавниот обвинител на Република Македонија, вклучително и можноста за поднесување иницијатива за разрешување до собранието. Предвидени се и мерки за зголемена транспарентност на работата на Советот преку јавност на второстепената дисциплинска постапка, со јасно утврдени исклучоци за заштита на личните податоци и легитимни интереси. Во предлог законот се воведуваат и прецизни критериуми за избор на членови на Советот со цел обезбедување стручност, искуство и интегритет по примерот на новиот закон за судски совет, како и детална постапка за разрешување на член на Советот со јасно утврдени рокови. Од владата информираат дека предлог законот за Советот на јавни обвинители, заедно со предлог законот за јавното обвинителство, добил заедничко позитивно мислење од Венецијанската комисија. Земјава тапка во место во борбата против корупцијата. За 2025 Македонија повторно има 40 поени на индексот на перцепција на корупцијата на Transparency International, иако формално е рангирана 4 места погоре, на 84-тото. Председателот на Transparency International Македонија, Благоја Пандовски, објаснува дека ова подобрување е повеќе резултат на влошување на резултатите на некои други држави, отколку на собствен прогрес во борбата против корупцијата. Главните системски проблеми, според организацијата, остануваат недовршените реформи во судството и обвинителството, кои не успеваат да обезбедат ефикасен, независен и одговорен правосуден систем. Дополнително, настаните поврзани со поранешната председателка на Државната комисија за спречување на корупцијата сериозно ја нарушија довербата на јавноста во институциите задолжени за борба против корупцијата. Загрижува нетранспарентниот процес на подготовка на измените на кривичниот законник, кои делумно ја ослабиле антикорупцијската рамка. Според индексот за 2025, Бугарија има ист број поени како Македонија, 40, исто така е на 84-тото место. Косово е рангирано на 76-тото место, Албанија на 91-то, додека Србија го бележи својот најлош резултат во последниве 2 децении на 116-тото место. Индексот на Transparency International покажува дека корупцијата се влошува глобално, а дури и консолидираните демократии бележат пораст на корупцијата поради слабење на лидерството. Францускиот председател Емануел Макрон ја повика Европа да се наметне како сила на светската сцена, предупредувајќи дека континентот се соочува со сериозни закани од Кина, Русија и дури од Соединетите Американски држави. Повикот доаѓа пред предстојниот самит на Европската унија во Брисел. Дали сме подготвени да станеме светска сила? Тоа е прашање на економијата, финансиите, одбраната, безбедноста и демократијата, изјави Макрон, додавајќи дека моментот е клучен за европската зрелост.
Тој повтори дека Европската унија треба да започне со заедничко задолжување за финансирање индустријски инвестиции, така наречени еврообврзници за иднината, со цел обезбедување на стотици милиарди евра за клучни сектори, како безбедност, чиста енергија и вештачка интелигенција. Францускиот лидер предупреди дека Европа денес е најотворениот пазар во светот и мора да ги заштити своите индустрии, истовремено потенцирајќи дека не станува збор за протекционизам, туку за доследност во правилата. Денес европејците сме сами, но се имаме едни со други. Тоа е огромна сила, порача францускиот претседател, потенцирајќи дека климатските промени, несигурноста од Соединетите Американски држави и енергетската криза со Русија покажуваат дека Европа мора сама да ги обезбеди своите интереси. Макрон истакна дека Европа не треба да се лаже себе си во однос на заканите и притисоците од глобалните сили, повикувајќи ја заеднички да се обедини и да ја исполнува европската авантура како светска сила. Сомалиски патнички авион од типот Фокер 50 на локалната авиокомпанија Star Sky се излизгал од пистата и завршил на песочната плажа крај Индискиот океан, во близина на Могадишу. Инцидентот се случил откако авионот се соочил со технички проблеми, кратко по полетувањето од меѓународниот аеродром Аден Аде. Пилотот се обидел безбедно да се врати и да слета, но ја изгубил контролата над авионот и излегол од пистата, при што десното крило се одвоило од трупот. Во авионот имало 55 лица, патници и членови на екипажот. За среќа нема жртви. Снимките од местото на настанот покажуваат дека авионот завршил на плажа веднаш надвор од аеродромската зона. Спасувачките екипи пристигнале за само неколку минути и веднаш обезбедиле евакуација на сите патници и екипажот. Аеродромот Могадишу потврди дека екипажот се обидел да го сврти авионот и да се врати на аеродромот, но при обидот за слетување авионот се лизнал од пистата. Покрената е официјална истрага за утврдување на причините за оваа несреќа. Аеродромот привремено ги прекинал операциите додека службите за итни случаи ја обезбедувале областа. Несреќата ја потсетува јавноста на важноста од строги безбедносни протоколи и брза интервенција на спасувачките екипи кои во вакви случаи можат да спасат животи.